А најавено е дека ќе присуствуваат и чкембари, но вообичаено, веројатно и поради безбедносните протоколи, ќе пристигнат подоцна на источната трибина, што и не е лоша посета за нашиот прволигашки фудбал. Еве добра топка сега, изби таму Талевски. Еве уште еднаш се намести таму Ристовски на центар шут. Добра беше идејата, Соев земена топка, па Омерагич без многу размислување, отсвртување, даде 2 гола во конференцијската лига. Азер Омерагич, но неколку ситуации покажа дека ова може да биде надпревар кој што ќе биде решен со еден потек. Нафрлување за Омерагич, добра топка, прием на Омерагич, еве шанса, но немаше сили да реализира. Остана знаменцето на Салихи спуштено и ќе ја забележиме првата голема шанса за екипата на Вардар. Голема затоа што еден од најдобрите вардарови стрелци дојде во можност. Ова е одлична реакција на нашиот фудбал да бидат продуцирани, имитувани сите одиграни надпревари во фудбалскиот шампионат на Македонија. Добар центар шут кон Омерагич од Маневски, уште еднаш. Имало офсајд, ова нема да го броиме како шанса, но еве таа конкретност од Вардаровите играчи. Маневски еден остар центар шут, каков што тој знае да упати на вистинското место, може би за Нијански. Бековите се помлади кај Пелистер за разлика од стоперите. Добра топка Ристич, еве голема шанса за Пелистер. Се одбива оваа топка. Ристич втор пат останува 0-0. Интервенција на Талевски, еве првата колосална шанса на дербито до сега. 34-та минута од надпреварот. Ова се моменти што решаваат вакви дерби средби. Одлична топка за Ристич. Се реши да бие во спротивниот агол. Талевски беше тука. Дојде топката повторно до Ристич. Асистенција на Спировски. Меѓутоа Талевски ја завршил. Ја стигне оваа топка, се загради Маневски, но дојде Ристич до него. Реков прга фудбалер. Ивановски, добра позиција, крај голот. Уште една извонредна шанса за Пелистер. Велам, ова е голема можност и го знае тоа Ивановски, затоа што многу често во кариерата поранешниот интернационалец Мирко Ивановски знаел да погодува од вакви позиции. Ристовски. Влеговме во судиското надополнување од првото полувреме. По таква можност повратна шанса за Вардар 1-0. Данев. Одличен погодок за Данев. Падна концентрацијата кај фудбалерите на Пелистер и Димитар Данев успева да постигне атрактивен гол овој пат. Андреј Овчевски не можеше да стори ништо повеќе. Убаво со десна, со посилната нога ја зафати оваа топка Данев и Вардаровиот фудбалер еве е автор на најубавиот потек во првото полувреме, во третата минута. Еве го уште еднаш Маневски, препознатлив остар центар шут, поврат на Омерагич и без размислување Данев овде. Јовчевски не можеше да направи ништо. Вардар доаѓа до предност во 81-то дерби со 1-0 со голот на 19 годишниот помошници. Ке биде интересно во второ полувреме да се види однесувањето на екипата на Пелистер. Во првиот дел битолчани беа за нијанса порезервирани, но први имаат две добри можности. Сега Мато е во противничкиот 16-сетник, но брани Јовчевски. Ова беше нешто на средина од шут и од нафрлување, на крајот без мака за Андреј Јовчевски. Во купот кога Пелистер победи на пенали, а последно реми без голови во Скопје на 23 април 2014, од тогаш минаа 10, а 11-тиот надпревар ќе мине со голови. Еве го, е прекрасен на Мато во 50-та минута. Маестрален гол, одлично ја сврте топката Мато и Вардар доаѓа до предностот 2-0. Покажа дека е одличен голгетери во надпреварите во конференцијската лига на УЕФА. Даде 3 гола Рожерс Мато, интернационалецот од Уганда. Лани 6 на 13 надпревари, ова е негов четврти на 5 меча
ова сезон води со 2:0. Еве, уште еднаш Мато одлично постави нога, максимално прецизен и Вардар победува со 2:0. Мислам дека Данев беше, не, Закарич, асистент на овој погодок. Матич, напред кон Босанчич, пред него е Стојановски. Босанчич успева да мине за момент, оди натаму напред, го издржа овој дуел, центрира, па лошо ја изфрли таа топка. Бошковски налета, Мато меѓутоа го погоди блокот, ако не се лажам, на Здраковиќ. Сега уште една можност, таму е Омерагич, меѓутоа направи прекршок над Јовчевски. Лева и за играч што бие со десна нога. Да видиме, тргнува Босанчич, меѓутоа над голот. На крајот сепак без закана за чуварот на мрежата на Пелистер. Уште еднаш обидот на Босанчич со екипата на Шкупи. Данев, стрелецот на првиот гол. Бара позиција Данев, еве го шутира! Јовчевски интервенира. Грешка на Вардар. Пресечена топка од нововлезениот Наумовски. Еве можност, шанса! 2:1. Се враќа Пелистер во игра. Погодок на Белим, односно на Белич, Ѓорđe Белич. Во поблискиот агол, задоволен од овој погодок Булатовиќ сепак. Се најде во противничкиот 16-тник со доза среќа, но и тоа како потребно за екипата на Пелистер, за да биде поинтересно ова дерби. Булатовиќ во надпреварот што тежи најмногу во македонскиот фудбал. Еве добра топка за него. Успеа да подзастане и во поблискиот агол по проигрувањето од Мирко Ивановски во Скопје. Донгмо, сега тој се извлекол на левата страна. Па проигрување за Данев, тргнува на дриблинг Данев, прави простор и 3:1. Го решава овој надпревар. Данев, одличен негов погодок, уште еден гол. Сега со лева, претходно со десна, и Данев е играч на надпреварот до сега. 2 погодока, овој без асистенција, чист негов гол, одлично создаде простор таму по десната страна и го совлада Андреј Јовчевски. Уште едно ремек дело на Вардаровиот фудбалер, малец Димитар Данев. Еве уште еднаш добар прием, тргна против Стојановски на дуел, создаде позиција и во поблискиот агол одлично реализира Данев за предност на Вардарот 3:1. Убав погодок сезона. Тоа е се од замените на едната и на другата страна. По 5 направија Седловски и Капинковски. Еве нова можност, Кастанједа, 4:1. Погодок на аргентинецот за да ја зачини во 91-та минута победата на Вардар на овој надпревар. На крајот ќе излезе дека и преубедлива, а пелистерци до 80-та минута се надеваа дека можат да извлечат реми на гостувањето во Скопје. За Диего Кастанједа ова е прв гол, дебитант. Еве и тој, како и Данев, реализира прв пат во црвено-црниот дрес во надпревар што на вардарци вообичаено најмногу и значи, особено на неговите навивачи. Убаво решение на вардарци како да сакаат да постигнат уште некој гол. Повторно центаршут на втората статива, одбиена топка. Немаше овој пат среќа Тодоровски. Опасен е Вардар во судиското надополнување. Така беше и во првото полувреме, а така еве и во второто. Статива на Тодоровски. Затоа што и Шкендија против Шкупи, еве и Вардар против Пелистер.
Слават со голема разлика, со тоа што се разбира. Поинаков беше овој надпревар од оној под шара. Пелистреци се држеа долго, но на крајот сепак Вардар ја потврдува фаворитската улога. 81-то вечно дерби на македонскиот фудбал му припадна на Вардар. 4-1 на Градски за 45-ти триумф на црвено-црните против ривалот од под Думбекафе. А долго време